од одговорот на прашањето, затоа што, господине Заев, вие имате вице-премиер во вашата влада кој што 6 месеци не доаѓа на работа, кој што година дена нема дојде на ова собрание, кој што зима плата, а влакно не му фали од главата, вие го покривате, вие му давате подршка. Господине Заев, пораката со отпуштањето на Цветан Трипуновски е следна. Ќутете, молчете, немој некој збор да кажал затоа што ќе лета од работа. Таа е пораката. Но нема да го замолчите Цветан Трипуновски, ниту илјадници други македонски граѓани кои што активно и се спротивставуваат на вашата влада. Во врска со вашиот предлог на закон со кој што имате намера да воведете стотици нови функционери под превезот на заменици директори. Благодарам, господине Заев, затоа што во вашата дискусија кажавте дека иако на овој предлог закон прв е подпишан вашиот генерален секретар Александар Киратовски, всушност вие сте оној кој што стои зад овој предлог закон со кој што на Република Македонија ќе и донесете и граѓаните и народот ќе плаќа стотици нови функционери, кабинети, заменици директори, секретари, асистенти, автомобили, привилегии и бенефиции. Тоа е срамен предлог. Тоа е срамен предлог. Зошто го изложувате Кирацовски да подпишува вакви предлози? Зошто скратената постапка? Затоа што сакате да го протуркате на мала врата, затоа што сакате пред нова година, додека луѓето слаба, додека е намалено вниманието, да го исктуркате овој скандалозен предлог. Мислам дека апсолутно, како влада и гарнитура, господине Заев, сте неодговорни со јавните финансии и мислам дека е скандалозно тоа што на граѓаните на Република Македонија за партиски дилови и партиски преговори, за алиментирање на партиски преговори, ќе им нанесете стотици и стотици луѓе да издржуваат. Господине Заев, вашето мнозинство во овој парламент приреди да имаме сега 5 подпредседатели со кабинети, 5 заменици генерални секретари, невидено досега. Имаме министри на кои што имињата не им ги знаеме. Вчера тука предложувате двајца да се разрешат, кои што ништо не направиле. Вие велите задоволен сум, ќе им го најдам местото. Нивните председатели на партии велат ги разрешувам, не сум задоволен. Тргате министри на кои што имињата не им ги знаеме, ставате нови. Па Радмила Шекеринска кажа ке имате влада со 20 члена, а сега имате влада и со 30 члена и 30 министри, плюс заменици. И сега уште стотици заменици. Немам дополнително прашање. Пратеникот не е задоволен од одговорот и нема дополнително прашање. И второто прашање